Здраво, ова е 272-то издание на Видеологија со Златко Ѓерески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Woman Talking од Сара Поли, во кој стана збор за жени од изолирана верска заедница, кои се во постојана спрега на незавидната ситуираност во стварноста, визави убедувањата и каноните на нивната вера. Сведочиме на заедница на жени кои се здружуваат за да сватат како би можеле да напредуваат заедно, за да изградат подобар свет за себе и за своите деца. Немаат бесконечен број на опции на располагање, туку само 3. Да останат и ги прифатат наметнатите неповолни услови на живот, кај што се безгласна нота, односно да се борат против дискриминацијата со узурпаторите, или да ја напуштат заедницата и да отпатуваат во непознатото, кое постои можност да понуди подобри услови од постоечките од познатото. Психолошката состојба на женските ликови е доведена во прашање што првите кадри, кога се будат со модринките на телото, кои мажите им наметнуваат дека се предизвикани од бујната имагинација, нечесни мисли, надприродни битија, долаги за добивање на внимание. Филмот влегува во подробности на позицијата и функцијата на жената во општеството, односно незината религиозна, сексуална и финансиска слобода. Неретко жените во овој свет се обесхрабрени и обесилени со несамодоверба, свесни дека ќе станат убијки ако останат на местото во кое уживаат помали права од животните, бидејќи се чувствуваат понебезбедно од нив и не се далеко од вистината, со оглед на тоа што нивните тела не се ништо повеќе од вреќи за истурење на нагоните и поривите на хегемонистите. Иронијата е што извинувањата не доаѓаат од мажите, туку од жените, споделени меѓусебно, што е индикација за прв доблесен чекор кон подобро утре. Целта е токму градењето на подобар свет, што е невозможно ако се ликовите заробени на постоечката заедница, во која се, всушност протерани од стварноста, во менажеријата на светот во кој жртвата треба да се извини на злосторникот, ако сака да биде примена во Божјото кралство. Откако ќе биде спроведено гласањето и се сведе изборот на опростување и заминување, се разгорува дебатата на жените за нивната способност за опростување, поларитети кои ги разјадуваат борбената Джеси Бакли од една страна и новозаветната Мекдорманд на спротивната, а помеѓу нив се наоѓа амбивалентниот лик на Руни Мара, која е на два ума и знае дека одлуката која ја носи ќе го затекне и низиното поколение, а само сака рамноправност во низиниот идеален свет. Прашање е дали ќе никне тука. Мирен е бунтот кој го подигнуваат жените против патриархатот со диференцијација меѓу термините да се оди и да се бега. Впрочем, легитимитет се дава на заминувањето кое е водено од верба во каузата за подобар живот со женски удел. Ова се ликови чие што мислење постојано било игнорирано и доведени се во ситуација да се запрашаат кои се всушност, со оглед на тоа што мажите не ги интересирало никогаш да ги потсетат на тоа прашање. Гледачот е поканет да биде воајер на оваа филмска пиеса, кој ќе присуствува на овие собери во амбарите, ама немо ќе наблюдува без да противречи на договореното. Острумни се женските ликови кои разбираат хумор и не се плашат да го потребат, посебно со гримасите на девојчињата кога мајките говорат или кога со реториката на насилството сакаат да се пресметаат меѓусебно или пак да ги замолат мажите да заминат од селото, на што сите ќе се насменат во кадар. Секако дека филмот допира до вината, која е присутна кај секој оној кој е свесен за постоењето на насилството и не реагира против него и не се обидува да го спречи, аналогно и на фашизмот, но и на Холивуд во кој сите филмски работници знаеле или барем се сомневале во Вајнстиновите потези во хотелските соби со актерките и молчеле за да им бидат продуцирани нивните оскаровци. Хипотезата е моја проекција и мора да биде проследена со доза на резерва, затоа што нема јасни индикации за паралелата која ја впрегнувам со самиот дискурс во филмот. Прашањето кое би ги тангирало жените ако планираат да останат е на што ќе бидат подучени машките деца од нивните насилни татковци, кои вредности ќе им бидат препишани во наследство од кои некои браќа ги силуваат нивните сестри.
Учителот во селото Аугуст, глумен од младоликиот Ентони Перкинс, односно сензитивниот Бен Уишо, кој има дипломирано на факултет, е од помош на побуната на жените, затоа што не се согласува со начинот на кој се создаваат идните тирани. Неговата функција е да не се придружи на отпорот и неговата сакана, за да може да ги воспита и образува возрастните деца на кои им треба свесна водилка со морален компас во животот. Музиката на филмот ја компонира џокеровата Хилdur Gudnadottir со гудачка свита која служи да ги рефлектира емоционалните квалитети, дали да го засели копнежот по недопрените предели или елегичниот габарит на незавидната ситуација во која се наоѓаат ликовите. Во филмот има дури и простор за обединувачка песна да се отпее помеѓу жените за нивно сплотување во борбата. Монтажата е на Кристофер Доналдсон и Рослин Кало, кои во кратко време траење мора да најдат начин како да прикажат јасно течение на действието помеѓу мноштво ликови, а при тоа да допуштат естетски интервенции во кадрите на празни простории, проследени со глас на нараторката, со предложка од повремена флешбек парабола за како коњите Рут и Шерил се справуваат со препреките на патот. Директор на фотографија на филмот е Лук Монпелиер, кој ги режираше сите филмови на Сара, но има работено и на сериите Counterpart и Tales from the Loop, кои се доста филмични, но за потребите на Woman Talking тој се обидува со сите алатки да ги кадрира масовните сцени од различен агол, да метне филмски јазик, за да ја занемари постоечката театралност на филмот, кој е снимен во едно село. Боите се дополнително десатурирани, за да се даде до знаење на гледачот дека во прашање е безнадежно место, кај што застанало времето во кое жените се незадоволни со нивната позиција во која ги затекнуваме. Филмот е снимен во екстремно широкиот 2:76:1 аспект на Panavision, кој овозможува да се опфатат поголем број на ликови во широк план, а сепак да се задржи заробувањето на истите во вертикала во амбарите, кај што заседуваат нивните собири. За прв пат филм на Сара Поли е анализиран во видеологија, иако подалеку сежна е незината актерска кариера, па може би поради тоа глумата е најсилниот чинител на новиот филм. Таа на крајот на 90-тите и почетокот на 2000-тите снима 4 кратки играни филмови: Don't Think Twice, The Best Day of My Life, I Should Love, All I Want for Christmas, уште во кои може да се забележи никулецот на поигрувањето со елементите на комедијата и семејната мелодрама, ставајќи пресвршени чинови љубовници и партнери. Првиот нејзин долгометражен филм е Away From Her од 2006 година, во кој Џули Кристија глуми хоспитализираната сопруга на ликот на Гордон Пинсент поради Алцхеймерова болест, која покажува афинитети кон еден друг пациент во домот, немиот лик кој го глуми Мајкл Марфи, чијшто сентиментални агенции ја доближија до 2 номинации за Оскар и придоби симпатии на критичарите. Во наредниот филм кој го режираше ги нагази комичните компоненти во Take This Waltz од 2011 година, кој го предводеа Мишел Вилијамс, Сет Роган и Сара Силверман. За сопругата која се заљубила во харизматичниот сосед, кој повеќе беше популистички подвиг на канадската режисерка. Во 2012 година Сара ја впери камерата во незините најблиски, за да ја документира нивната потреба за раскажување на приказните во различните медиуми во документарниот Stories We Tell, кој беше прикажан на Венецискиот филмски фестивал и награден на Загреб Докс. По физичката повреда од 2015 година и рехабилитацијата, во 2020 година на Sundance ја прикажа веб серијата за незапирливата старка во кратката комична веб серија Hey Lady. Најавено е дека ќе го режира и Бамби како нејзин нареден проект. Низ нејзината режисерска кариера може да забележиме дека се испробала во различни форми и облици, но секоја жонглира со комичните и мелодраматичните модалитети, некогаш поуспешно прави фузија, а некогаш помалку, но секогаш семејството е централната гравитациона сила околу која се движат останатите придонесувачи на драматуршките двигатели во творбите. Мора да се земат предвид ограничувањата на локацијата, која нема да биде атрактивна за секој гледач, и подпирањето на тоа што ќе се каже, наместо тоа што ќе се покаже во филмот, знае да не биде доволно занимлив именител за да го задржи вниманието, доколку не е подготвен да ја вреднува тежината на исказите гледачот, но сепак филмот е и треба да биде визуелна уметност. Што се случува надвор од овој The Village, нема да може да дознаеме, затоа што мажите за кои има предвесници дека доаѓаат, нема да го спречат среќниот крај, што е малку сомнително. Иако делото е адаптација на истоимената новела на Мириам Тауес,
од 2018 година се базира на случување на колонијата Манитоба во Боливија, кај што осудени се неколку мажи за дрогирањето и онеспособувањето на жените од местноста, кои навечер ги тепале и силувале, дистанцирајќи ги од модерниот свет без пристап до електрицитет, мобилни телефони, образование и автомобили, за да бидат инфериорни жртви на култот. Не се опрашање екстремни и култистички практики од овој вид, но неверојатно е колку периодично делува снимениот филм на Сара, баш поради дистанцирањето од денешницата на технолошко рамниште во анахроничен свет, иако действието на филмот се одбива во 2010 година. Ова беше еден од филмовите кои, иако ги гледав на почетокот на годината, инстантно беа ставени на резервната клупа, затоа што поактуелни филмови доаѓаа побрзо до листата за рецензирање, а ова е еден од неколкуте кои со месеци го чекаа моментот да бидат селектирани на потесната листа од 50 филмови кои ќе бидат составен дел од сезоната. Дополнителен временски проблем беше ангажманот за работењето на мојот филм, период кога немаше епизоди на видеологија, кога поголеми би биле шансите да ја добие својата евалуација во емисија овој филм, меѓутоа и да е забаено, не е заборавено во емисијата. Ако некој филм е квалитетен, временскиот фактор воопшто нема да му наштети, напротив, квалитетите дополнително ќе се истакнат доколку не се површни и трендовски. Филмот ја започна есенската турнеја по филмските фестивали со премиера во Telluride, а потоа се прикажа на TIFF, Нью Йорк, PFI, Виена, EFI, фестивали широм сад и Гетеворг, доби бројни награди од Сдруженијата на филмските критичари, неколку Сатурни, наградата за ансамбл Роберт Алтман на Independent Spirit, како и Оскар за најдобро адаптирано сценарио. План Б го продуцира, а Universal и Орион на MGM го дистрибуираат филмот. Филм за заедницата од жени од различни генерации кои се збираат со цел да се изборат за својата слобода и обезбедат подобра позиција за себе и идните генерации во општеството. Хуморот е последната свеќана надеж која гори и во најмрачните периоди на човештвото, која смелите женски ликови ја искористуваат за да дојдат до чистината на мислата, која ќе ги води кон излезот од токсичниот патриархат во светот во кој недостатокот на љубов резултира со насилство. Жените протестираат и истрајно се борат за своите правдења. Ако морам да го евалуирам, тогаш Woman Talking од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 272-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!